Вака, добар ден. Се наоѓаме во местоста на археолошки наоѓалишта ископувања и што е најден пронедок, чевел. Ложите го под камери, еве, овој не сме се фаќа, пошто сега ги симнав ракавиците, све беше стерилизирано при работа, сакам да најдам. Сега, значи, ова локација со овие наоѓалишта датира уште во 18 век и почеток на 19 век. Значи, пронајден чевел, при што ова не е туку така направено да се најде, да се пронајде, туку врз база на стручни податоци и стручен кадар со добра технологија и многу мал труд, ние дојдовме до добар остаток на недостаток на минатото. Значи, чевелов е чевел на Чарли Чаплин. Тоа е утврдено по ДНК, што е испитано во земјата, што скапувало и гниела во кондурата на Чарли Чаплин. Чарли Чаплин е мртов, он е починат, не сакам да го спомињаме, но ипак неговите остатоци ќе ни значат многу на денешницава. И чевелот со 100% значи е сигурно дека е на Чарли Чаплин, при што е утврдено и други наводи и слични негови отици на чевелот, значи ногата на Чарли Чаплин со овој чевел, значи овој чевел е произведен во фабрика Чик Куманово. Значи по серијски број у Чик Куманово е отидено и е земено, значи ѓонот е посебно, значи од чевелот, што ретко се случува, значи или ова е нешто намерно извадено, значи еве го чевелот, еве го ѓонот, значи ова вака комплетно. Е така, еве. И плюс ова патика е лева, значи и левата папуча е доле. Тоа е тоа, значи сега ќе предложиме од каде е изваден чевелот. Чевелот, значи неговото место положба се наоѓа тука. Дојдете понаваки ќе малку. Само секунда. Тука се наоѓа место положбата на чевелот. Значи, ете, со е покриено. После тоа ќе се измаркира, ќе се утврди што како. Но е пронајден уште еден чевел, при што се тврди дека е на неговата швалерка, пошто во истата соба со неговата швалерка беше пронајден и овој чевел. Овој е женски чевел, врз основа што се разликува дека има кафеава боја и има 3 нитни од оваму и плюс чип, ова штеп направен, штеповане. И е пронајден уште еден чевел, тој се сумња дека е од неговиот другар. Значи неговиот другар ќе се утврди пократко, значи уште не е изваден. Овој чевел е чижма, еве. Значи ова е чижма. Не е висока, значи од 45 сантима, значи не служела за во снег. Значи овдека снегта ретко се задржува на овој локалитет. Значи тука е носено негде пролетно време, значи почеток на пролет, април месец. Е така, овој чевел исто ќе го вратиме на местото, за да се изврши негово испитување. Според, пошто сум стручен, ја може да ви кажам од каде е произведен овој чевел. Произведена во Jugo Export Steel. Ако не верувате, може се уверите. Jugo Export Steel, број 42. Значи човекот со... Сигурно не е на Чарли Чаплин. Да. Значи со ваков број на папуча и фирма на производство, ќе утврдиме на лице место дека лицето имало солидно, неговиот фонд изнесува финансиски солиден е неговиот фонд и дека си дозволил, си препушта си купи наместо кондури, чижми до под колена, разбираш? Да. Ја неам такви, он имал. Тоа е. Значи друго, за сега информациите се во тек, треба да ги видиме што е суштината на овие пронајдоци и ќе ви кажеме накнадно што како и нови работи за тие чевели.